предизвиците за оваа година се разбира најпрви нова изборна година и ќе биде малку тешка година во делот на работењето на компаниите, во делот кога соработуваат со оние компании кои соработуваат со државата. Али ние, барем како комора, сметаме или се надеваме дека оние заклучоци кои ги донесовме на форумот и оние потреби кои ги има стопанството, ќе пробаме во овој предизборен период да ги доставиме до политичките партии, да ги инкорпорираат во нивните програми и да овој пелагониски регион кој е најголем по допринос во бруто домашниот производ после Скопскиот регион, сметаме дека подобро ќе се развива. Се надеваме на брза реализација на експресниот пат, се надеваме исто така да отпочне и реализацијата на автопатот, но тие се работи кои не се во наш домен. Како комора наследувам збратимени 17 други комори, односно остварена соработка нашата регионална комора има со 17 други комори. Со сите од нив треба да го возобновиме контактот, треба да започнеме наново уште еднаш да се дружиме и да работиме, имајќи во предвид короната, бидејќи ни ги прекина сите тие контакти. Имаме зголемување на членството, баш во последниве 2 недели имаме околу 10 нови членки, така да ќе се фокусираме стопанството да дај еден глас и за да продлабочи, ајде да кажем, и соработката и со општината во делот на изработка на детални урбанистички планови, да побараме еден генерален урбанистички план нов, сите тие работи за развој и раст на стопанството. Значи во бруто домашниот производ, според последната статистика која јас лично ја имам видено, е 11,1% учествува пелагонискиот регион. Сметавме ние континуирано како регионална комора долго време го бараме тоа автопатско поврзување помеѓу Прилеп и Велес. Порано овој регион беше 13% од бруто домашниот производ. Уште понаназад во историјата околу 16-17%, тоа значи дека циркулацијата ни е потребна. Автопатските решенија ни се потребни за да можеме повторно да се вратиме на оние патеки кои бевме претходно.